Во Варшава се при крај подготовките за пристигнувањето на американскиот председател Доналд Трамп. Тој ќе биде почесен гостин на иницијативата Три мориња, при што ќе искористи можноста за промоција на извозот на американски природен газ како дел од најавеното ново златно време на американската енергетска политика. These energy exports will create countless jobs for our people and provide true energy security to our friends, partners and allies all across the globe. Полска ја прими првата пратка на течен природен газ од Соединетите држави во почетокот на јуни. Тој беше испорачан во новиот терминал на Балтичко море, отворен во минатата година. Полската премиерка Беата Шидло изрази надеж дека тоа ќе намали зависноста на нејзината земја од увозот од Русија. Jest tym symbolicznym dniem, kiedy możemy powiedzieć, że Polska rzeczywiście realizuje tę ideę bezpiecznego kraju, bezpiecznego państwa. 2/3 од потребите на газ Полска ги обезбедува од Русија. Во 2006 и 2009 година недоразбирањата меѓу Украина и Русија резултираа со недостиг на газ во Источна Европа. Полска сака да го замени увозот од Русија до 2022 година. Но портпаролот на State Departmentот Хедер Ноерт не беше во можност да каже како ќе се постигне тоа. We do not have a schedule yet as to how often those shipments will take place. I think that's dependent on your government. Во Варшава председателот Трамп ќе изложи својата визија за идните односи меѓу Америка и Европа. Белата куќа соопшти дека на плоштадот Красински, тој во неговиот главен говор за надворешната политика ќе ја пофали полската храброст. Се очекува Трамп да биде срдечно пречекан од председателот Анджеј Дуда, кој води една од крајно десничарските влади во Европската унија. Дуда се судри со Брисел за климатските промени, ги одби квотите за бегалци на унијата и беше критикуван поради намалувањето на слободата на медиумите и подкопувањето на правниот систем на Полска. Соединетите држави имаат околу 900 војници во Полска како дел од ротирачкото распоредување на НАТО, а Варшава се надева дека председателот Трамп ќе потврди својата посветеност на присуството на алијансата во Источна Европа.